Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. ВМРО ДПМН продолжува со блокирање на конституирањето на новата власт, игнорирајќи ги во исто време и пораките од меѓународните партнери на Македонија, барем за пред домашната јавност. Зашто во веќе посведочен стил партијата продолжува надвор да се обидува да биде во што пофреквентна комуникација и со Брисел, и со Вашингтон, и со Берлин, иако дома повторува дека не ни е потребно странско мешање. Веќе подолг период јавноста е свесна за платените лоби активности на ВМРО ДПМН во американската престолнина, а техничкиот министер за надворешни работи Никола Поповски речиси секоја недела е во Брисел на средби со европски представници. Така беше и оваа седмица. Ова е грубата рамка во која ќе се движи нашето вечерашно издание. Ќе видите кратко интервју со известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгл, а во студиото ќе бидат поранешната пратеничка Ермира Мехмети и уредникот коментатор во утрински весник Љупчо Поповски. Накратко ќе разговараме и со Зоран Нечев, истражувач од Институтот за демократија, кој претходно работеше во секретаријатот за европски прашања и беше шеф на кабинет на еден од вице-премиерите за евроинтеграција. Сега е на студиски престој во Париз. Имаме и нова саботажа. Останете на Алсат за се ова по кратката пауза. Гледате 360 степени. Прво, во средата доцна вечерта од дебатата во Европскиот парламент, а потоа и вчера со нова заедничка изјава на тројката европратеници олеснувачи на политичкиот процес во Македонија, Вајгл, Кукан и Флекенштајн, уште еднаш беше испратена јасна порака за она што деновиве се случува во земјава. А тоа е дека, цитирам, тактиките за одолговлекување во собранието мора да престанат и мора да се почитуваат парламентарните процедури за да се овозможи избор на нов председател на парламентот и да се отвори патот за формирање влада. Завршен цитат. Но одговорот на тоа стигна во форма на продолжување на одолговлекувањето на седницата во собранието и во форма на медиумски написи со тврдење дека не станува збор за став на ЕУ, туку на поединци и тоа лобисти на Сорос. По настаните од последните неколку дена, вечерва во 360 степени гостува известувачот за Македонија во Европскиот парламент, словенечкиот европратеник Иво Вајгл. Со Вајгл, кој е во Страсбур, разговара Владимир Мирчевски. Господине Вајгл, ставовите што ги изнесовте на дебатата за Македонија, дел од овдешните медиуми ги протолкуваа како ваши лични, а не позиции на Европскиот парламент. Гледате, јас сам извештач за Македонија во Европском парламенту и наравно у том својству говорим. Сада, дали е то usklađeno sa stavovima svih u Europskoj uniji, ja sumnjam. Međutim, velika većina govornika koji su učestvovali u raspravi i velika većina onih koji su i inače se izjašnjavali oko događaja u Makedoniji podudara se sa time što sam ja tamo izneo kao rekao bih zabrinuti izveštač za Makedoniju. Поради таквиот ваш настап во Македонија, некои веќе ве ставија во групата на така наречени платеници и луѓе на Сорос. Gledajte, ja se naravno sa Sorošem nemam ništa i mislim da su te vrste insinuacije najobičnija banalna glupost. Međutim, ja ne želim da učestvujem na tom nivou u debatama u Makedoniji. Која е позицијата на Европскиот парламент, зашто гледаме едно обединување во изјавите на кои се приклучи и групата на европските десни и народни партии, дека кризата треба да заврши преку избор на нова влада, а не преку нови избори? Ja nisam još čuo ni jednoga čovjeka u Europskom parlamentu koji je mišljenja da treba ići na nove izbore. Prema tome, stav Europskog parlamenta, stav komisije, stav koji je izneo i gospodin Tusk prilikom posete u Skopju, a to su stavovi koji možete čuti sa svih strana i od strane NATO-a i državnika prijateljskih zemalja, da treba respektirati rezultate izbora i da treba ići po putem normalnih demokratskih procedura, a to znači da onaj koji ima parlamentarnu većinu i tu nema nikakve druge igre.
Sve ostalo su neke slobodne interpretacije i njihovi očigledan cilj da se odugovlači proces formiranja vlade. Međutim, mi smo svi izrazili zabrinutost, ja na prvom mjestu kao izveštač, da ta kriza ne bi utjecala na približavanje Makedonije Evropskoj uniji, a to je nešto što svi želimo i želimo stabilnu Makedoniju. Во вашето обраќање јасно споменавте за обструкции во македонскиот парламент кои траат веќе неколку недели. Што треба да се стори зашто обструкциите преку маратонски дебати можат да продолжат со месеци и земјата да остане во континуирана политичко-институционална криза? Ja bih želio da izbjegnem zapravo ovo pitanje, odnosno ne mogu odgovoriti. Odgovor na to može naći samo makedonska politika. Mislim da se moraju stranke dogovoriti oko daljih koraka. Niko ne može Makedoniji imputirati odluke koje će se donositi u parlamentu. U svakom slučaju, ja ponavljam, interes koji izražava Evropska unija preko svih koji imaju mandat da govore o njeno ime, ja mogu da govorim u ime Evropske unije, jeste da treba poštovati demokratske principe, a to znači formirati vladu i izabrati predsjednika parlamenta i nastaviti sa reformama koje će Makedoniji ponovo dati osnovu za aspiraciju za članstvo u Europskoj uniji. Svi mi koji učestvujemo u tome u Europskom parlamentu posebno želimo da Makedonija napravi sljedeći korak, a to bi značilo i da nakon što se konsolidira, nakon što se izvoli vlada, nakon što prestanu nemiri koji su sada u Makedoniji, da se kao sljedeći cilj markira početak pregovora o članstvu i mi smo to napisali u našem izvještaju, da bilateralni problemi između država, a u to ja ubrajam i naravno pitanje imena države, ne bi smjeli da budu prepreka za početak pregovora, jer se mogu rešavati i za vreme od početka do kraja pregovora. Стравувате ли дека ако продолжи ваквата ситуација, Европската унија би можела да воведе санкции против некои лица од Македонија? Mislim, to je isto tako pitanje o kojem u ovom trenutku ne bih želio da špekuliram, ali u svakom slučaju ta situacija je opasna, pre svega za Makedoniju. Ona na neki način može da vodi u destabilizaciju regije i svakako će trebati razgovarati ako se bude ta kriza produžavala i o tome da li se može postići rasplet i na neki drugi način. Дали Европската унија би признала влада која би била избрана без Ѓорѓе Иванов да го додели мандатот? I to je pitanje unutrašnje Makedonije i ono što je dobro i prihvatljivo za Makedoniju, to će biti prihvatljivo i za Europsku uniju kada bude taj proces doveden do tačke kad se može reći da je Makedonija ima vladu i ima konstituiran parlament. По разговорот на колегата Мирчевски с Иво Вајгал ги представувам моите и ваши гости за вечерва. Ермира Мехмети, поранешна пратеничка, поранешна председателка на Собраниската комисија за европски прашања. Фем Дјечпевтесен, добро вечер, благодарам на поканата. Љупча Поповски, уредник коментатор во Утрински вестник, човек кој што секојдневно следи и пишува за односите на Скопје со меѓународните партнери на земјата, но и малку пошироко ја обсервира ситуацијата. Малкумина се такви во македонскиот медиумски простор. Благодарам што сте со нас. Благодарам. Со вас ќе почнам. Дали ЕУ зборува во еден глас, конечно? Овде пред се мислам на ставовите на Европската народна партија. Дали по еден подолг период во кој што ИПП, сестринската партија на ВМРО ДПМН,
може би беше неутрална, помолчалива, иако не знаеме што се случувало на приватните средби, се разбира, сега конечно и таа се вклучува заедно со социјалдемократите и со либералите да зборува во истиот глас. Значи, ако го земеме официјалното обраќање на Едуард Кукан, понешниот словачки министр за надворешни работи, на расправата во Европскиот парламент, кој се обрати во името на европските народни партии и како дел од тројката посредувачи во Македонија, јасно е дека во групацијата на европските народни партии дошло до сериозна промена во односот кон она што се случува во Македонија. А бидејќи и Европската комисија преку комесарот Мимица и од Советот на ЕУ преку малтежанецот Борг, како се викаше, и преку известувачот, и преку представникот на народните партии, и преку представникот на социјалистите, мислам, јасно е дека гласот е веќе унисон. Немат. Тука одредени изјави на пратеници што не се согласуваат или имаат малце до некаде различно. Тоа е нормално во еден парламент. Како што беше сега со таа Маријана Петир Хрватата, но очигледно е дека кругот е затворен во однесувањето. Знаете зашто ве прашувам повеќе? Затоа што по изјавата на Доналд Туск, председателот на Европскиот совет во Македонија, се појавија анализи дека наводно уретерира, затоа што изјавата на Туски не била толку експлицитна, затоа што во неа немало апел за тоа дека многу брзо треба да се формира влада или не знам. Што ја ќе ви одговорам со еден историски одговор за вчерашниот извештај на Freedom House. И тоа нели е Соросов продукт. А Freedom House е формиран од владата на Америка во 1941 година, а прв председател на Freedom House е Еленор Рузвелт, жена му на Франклин Делано Рузвелт. Сега и тој ли е Сорос? Значи тој и Сорос ја купил целата американска влада, па сега тој преку Freedom House работи против Македонија. Тие изјави што се написи се дел од медиумската сцена во Македонија. Сега никој не може да рече дека целосно му дале право на Иванов, Туск, но тоа не ја менува вистината. Ние може да велиме дека оваа маса е бела, ама не е бела маса овде кај што седиме. Така што тоа се повеќе за само доверба на структурите кои што се во владеачкава партија и на тие што ги ја поддржуваат преку медиумите или преку одредени институти, аналитичари и така натаму. Но тоа не ја менува вистината. Ние може само да се залажуваме дека тоа што го кажа Туск не е став на Европската унија. Тој рече во име на сите европски лидери и на НАТО доаѓам да ви ја пренесам оваа порака. Пристојно решение со здрав разум и почитување на уставот. Ја не гледам што понатаму, ја не разбирам што понатаму треба да се направи. Некој да дојде па да тепа со буздован, тогаш ќе биде јасна пораката. Мехмети, колку долго може една структура која што била на власт, пледира веројатно и во иднина да биде дел од владеачките структури, мислам на ВМРО ДПМН, може да продолжи на ваков начин да комуницира со меѓународната заедница. Вие во 2001 година седевте во просторијата во која што можеби се одвиваа најделикатните политички преговори во самостојна Македонија, во Охрид, каде се преговараше рамковниот договор. Ако се обидувате во таа смисла да влечете паралели, како би одговориле на ова мое прашање? Pyetje interesante dhe shumë e qelluar. Kështu sinqerisht kam një problem, një dilemë se si ta përkufizoj ambientin në cilin aktualisht gjendet shoqëria jonë. Dhe më duket se më së miri mund të ilustroj me një shembull nga një shfaqje rishtazi të shfaqur në teatrin shqiptar këtu, shfaqja që shkon mbrapsht. Çfarë është ideja? Shfaqja është organizuar, rolet janë të ndara, ngjarja ndodh, narrativi ndodh, mirëpo gjatë gjithë kohës praktikisht aktorët e gabojnë tekstin, prishet skena, bie storja, përsëriten skenat, e megjithatë në fund gjithë ajo shfaqje apo gjithë ajo ide ka për qëllim që të zgjidh një vrasje misterioze që ndodh në një fshat në Angli.
Dhe Maqedonia aktualisht më duket në atë situatë, një skenë ku gjërat janë duke shkuar mbrapsht, mirë po aktorët janë duke vazhduar rolet e tyre. Përshtypja ime është se ne nuk mund të flasim për ndonjë reflektim tek VMRO DPMN-ja ndërmjet asaj që e kemi parë në vitin 2001 dhe asaj që shohim apo shikojmë aktualisht. Është pak a shumë i njëjti narrativ, i njëjti rigiditet, i njëjti hezitim për të marrë pjesë apo për të nxitur dialogun e brendshëm në shoqëri. Shikoni, neve po na ndodh një lloj situate që mendoj se ka potencial për të shpërthyer me pasoja shumë serioze në mënyrë të heshtur, por të sponsorizuar nga ata që akoma mbajnë pushtetin, po krijohen organizata paramilitare në shoqëri. Dhe sot kishte një analizë shumë të bukur në Deutsche Welle që parashtronte pyetjen si ka mundësi që institucionet nuk reagojnë. Do të thotë që praktikisht institucionet e mbështesin këtë lloj strukture. Përshtypja ime është si vijon. Nëse VMRO DPMN-ja do të reflektonte ndaj mesazheve që në vazhdimsi janë duke i dërguar partnerët ndërkombëtar, ajo i bie që VMRO-ja do duhet të pranonte faktin se në fakt ka abuzuar në mënyrë të pamëshirshme me pushtetin, realisht do të pranonte përgjegjësi për të gjitha gjetjet dhe konstatimet negative për sa i përket performansave demokratike në Maqedoni në këtë 10 vjeçar, përgjegjësi për të gjitha raportet e progresit konsekuente të cilat gjithmonë kanë një emërues të përbashkët dhe kjo është erodimi i kapaciteteve demokratike. Këtu është Freedom House, këtu është një raport mendoj dje i Bankës Botërore për gjendjen në arsim, këtu i kemi gazetarët pa kufi, një sër institucionesh të cilat, si thuhet, masin treguesit demokratik të një shoqërie, të cilat të gjithë bashkarisht tregojnë se puna në Maqedoni ka shkuar mbrapsht dhe ka shkuar goxha larg. Deri kur mund të sillet VMRO-ja në këtë mënyrë, nuk jam në gjendje ta parashikoj. Sepse mendoj se për sa kohë vazhdon të ketë kontroll të theksuar në institucionet, të cilën e kanë ndërtuar gjatë këtyre viteve. Ne jemi të gjithë dëshmitar se vija ndarëse mes partisë dhe shtetit është shkelur moti ose është fshirë moti. Për sa kohë kjo është kështu, vështirë të shohim një gatishmëri për deblokim. Për sa kohë mediat vazhdojnë që edhe më tej. Ako продолжиме да влечеме таа паралела, Љупчо Ѓоргиевски во тој период 2001 година имаше отворен конфронтирачки однос кон меѓународните представници, но на крајот да речеме се помири. Од сегашна дистанца Ѓоргиевски е еден од најавангардните на македонската политичка сцена, кој што многу отворено зборува и за нашите надворешно политички проблеми, но и за меѓуетничките прашања. Многумина го поставуваат прашањето што има полза Македонија од задоцнетиот ум на Љупчо Ѓоргиевски, но некако ми се чини дека актуелното раководство на ВМРО ДПМН ја нема таа рационалност. Po jo pikërisht, sepse gjërat kanë shkuar shumë larg. Ne flasim për të paktën një dekadë të angazhimit të gjitha kapaciteteve partijake për të vënë komplet shtetin në shërbim të partisë. Në këtë studio para disa muajsh thash se në Maqedoni nuk kemi një sistem gjyqësor i cili duhet të bënte arbitrin dhe të ndante drejtësinë. Ne nuk kemi një gjykatë kushtetuese e cila ka autonominë e duhur të garantuar me kushtetut për të mbrojtur institucionet e kushtetutës dhe vetë kushtetutën si akt më të lartë juridik. Kemi parë nga hetimet e prokurorisë speciale se çfarë kanë bërë disa nga figurat më të eksponuara në tregun mediatik dhe pronar apo redaktor mediash në Maqedoni dhe në çfarë mënyre kanë abuzuar dhe sa larg ka shkuar përzierja e marrëdhënieve mes politikës, gjithësisht pushtetit dhe medias. Ky ambient në fakt vazhdon të, nuk po them të garantoj, për në një mënyrë të sigurojë
edhe pak hapësirë për VMRO-n për të pretenduar se po qeverisë. Përshtypja ime është se përpjekjet e tyre janë të dëshpëruara. Bëhet fjalë për një lodhje të cilën ne shikojmë, as ato protestat e famshme të atyre të palëkundërve nuk janë aq të palëkundura dhe aq masovike siç i prezantojnë. Dhe mendoj se thellë në vete edhe udhëheqësia e VMRO-s e din se kjo lloj qasje, kjo lloj arrogance në raport me përfaqësuesit ndërkombëtar, ata që kanë qenë garantor të ekzistencës së Maqedonisë, të mbijetesës së Maqedonisë gjatë gjithë këtyre dekadave, të paktën që nga pavarësimi e këtej, në fakt është një luks të cilën nuk mund t'ja lejojmë vetvetes. Ќе направим уште една пауза, имам уште многу тези. Да, повелете, ајде Само да се надоврзам на прашањето поврзано со ВМРО. Најголемата драма, според мене, во ВМРО што се случува е што, бидејќи тоа е огромна партија, со многу членови, многу истакнати луѓе и правници и од други сфери, доктори и така натаму, што нивните дискусии и размислувања се толку унисони што го уништуваат секој можен дух за развој на мислата во самата партија. Откако кажа тамо за платформата од Тирана, за каков излезот од оваа политичка криза и натаму. Ние и сегашниот и идниот амбасадор во ЕУ што е Александар Николовски, Илија Димовски, Никола Тодоров, Никола Повски. Тоа е еден калап само текстови што се извадени од Гештетнер. Една партија која што сака да размислува и да оди понапред, тоа мора да има еден малку поширок диапазон на размислување, барем со поинако вординг да биде, нека биде Кога би смееле. Барем поинако вординг да биде, нека биде целта иста. Но ти да ги повторуваш истите, комплетно истите зборови од она што е напишано во соопштенијата, потоа го кажал лидерот на партијата Груевски, но во секој излагање тоа го уништува секој секој слободно размислување во партијата, па макар имале исти цели. Тука шансите на ВМРО да излезе од таа само наметната блокада се многу мали. И ако тие не се потрудат, барем тие луѓе што имаат повеќе глас во јавноста и во партијата, мора да бидат малце поразлични барем во вордингот. Вака останува исто нешто. Тоа е само Гештетнер што е препечатано еден говор, па погледнете ги овие дискусии во собранието. Тоа е еден ист говор. Да, таму и видовме дека се практично испечатени и веројатно се исти. Благодарам за сега, ве поканувам да бидете со нас, се враќаме наскоро. Пред да ја продолжиме дебатата со гостите во студиото, ќе одиме до Цирих, Швајцарија, каде во моментот се наоѓа Зоран Нечев, постар истражувач во Институтот за демократија, поранешен вработен во владиниот секретаријат за европски прашања, во тој период и шеф на кабинет на еден од вице-премиерите за евроинтеграции. Нечев во овој период инаку е во Париз, Франција на студиски престој. Нечев, благодарам што сте со нас. Сведоци сме дека во овој период стигнуваат многу јасни пораки од Европската унија во однос на ситуацијата во Македонија, но исто така јасно и игнорирањето од страна на ВМРО-ДПМН на тие пораки. Кои се инструментите на ЕУ за влијание врз состојбите во Македонија и колку е известно дека таквите инструменти би можело да бидат реализирани, односно потребени? Освен засилен дипломатски притисок, намалување на помошта, финансиската пред се што пристигнува од Европската унија, исклучување на политички партии од европските партиски федерации и воведување на санкции на определени политичари, не гледам други инструменти за влијание на Европската унија. Сепак, поради деликатноста на ситуацијата, не сум сигурен колку овие инструменти ќе вродат со плод. Она што можеме да го очекуваме како резултат на тоа е продолжување на кризата, па јас би рекол дури во недоглед. Сведоци сме на континуирано игнорирање на пораките од Брисел, дали преку блокирање на парламентот, недавање на мандатот од страна на претседателот или избегнување на средби со високи представници на Европската унија. Проблемот тука е што Европската унија ја нема
истата моќ за притисок врз политичките елити, што е директна консеквенца на падот на кредибилитетот на пристапниот процес, а директна последица е вакуумот во кој е оставена Македонија во минатите десетина години. Го спомнавте кредибилитетот на пристапниот процес. Дали генерално кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање? Во контекст на поддршка на процесот, ЕУ се уште има висок кредибилитет, но ова е во поширок контекст на целокупноста на процесот на пристапување во Европската Унија. Додека како релевантен актер кој директно може да влие врз политичките процеси и промени во Република Македонија, гледаме дека кредибилитетот на Европската Унија е ставен во прашање поради блокирањето на процесот на проширување и немањето на што да понуди како награда за завршените реформи. Во неодамна објавената публикација на Институтот за демократија Societas Civilis со поддршка на фондацијата Конрад Аденауер, видовме дека кредибилитетот на Европската Унија е намален, при што мнозинството на етнички македонци ја предпочитуваат Русија како надворешен сојузник. Празнината која е создадена со намалувањето на поддршката за членство во Европската Унија е воглавно пополнета со поддршка за Русија, особено меѓу македонското етничко население. Ја споменувате Русија, колку обидот за нагласено руско пенетрирање во регионот и кризата во Македонија, па и во некои други земји во нашето обкружување, може да направи притисок врз Европската комисија и примарно врз земјите членки на Европската Унија, за да се забрза процесот на пристапување на Македонија и на другите земји од регионот кон Европската Унија? Јас би рекол да. Секако во овие моменти на дестабилизација на регионот, пред се предизвикани од внатрешни проблеми. Дали тоа било во случајот на Македонија, дали тоа било во случајот на Србија или Албанија, една од ретките шанси за забрзување на процесот на пристапување на регионот се посериозните обиди на Русија за влијание во земјите од Западен Балкан. Така да од тука би можел да заклучам дека токму ова руско пенетрирање е една од, ако не ретките, дури единствена шанса за забрзување на процесот. Добро, Нечев, благодарам што бевте дел од 360 степени вечерва. Ви благодарам и вам. Продолжува дебатниот дел во емисијата. Во студиото се поранешната пратеничка Ермира Мехмети и уредникот коментатор во Утрински весник Лјупчо Поповски. Поповски, пропадна ли очекувањата на ВМРО ДПМН дека со доаѓањето на новата администрација во Белата куќа ќе отапи и острицата во односот на меѓународната заедница кон демократскиот дефицит во Македонија? Очекувањата можеби не им се пропаднати, но настаните ги одвиваат во сосема поинаков тек од она што тие мислеа дека ќе се случува. Еве да земеме само некнежната изјава на Бейли, така тој беше во Америка, да го сослушувале конгресмените и така натаму, кога се врати од консултациите во Стейт департментот, не дојде превоспитан. Не дојде превоспитан, туку уште повеќе ја заостри реториката. Домашните очекувања од некои настани кои што во Америка не може да се контролираат, па камоли од овдека, мислам, се илузионистички. Како може да очекуваме дека Рекс Тилерсон ќе ги заборави се што правело Стейт департментот последниве 10, 15, 20 години и сега заради интересите на овие овдека во Македонија или заради интересите на политичарите во Косово или за интересите некои во Босна, дека ќе се смени реториката. Гледаме што се случи и вчера синоќа со Сирија. Изгледаше дека Америка и Русија дека готово се стоплиле први братучеди ќе станат Трамп и Путин. Така што овие очекувања на ВМРО се изјаловени во овој момент, но тоа не значи дека тие тоа нема да прават да може да пристапат до некои структури пониски, повисоки во Стейт департментот, за да може, што велат тие, да им ја представиме нашата вистина за настаните во Македонија. Но едно е да ја представите својата вистина, друго се политиките на Америка кон регионот и кон Македонија, кога веќе ги спомнавте последните настали на глобален
план американската војна интервенција во Сирија, односите Вашингтон-Москва во овие први часови по тој напад, може да направите некаква анализа и на каков начин тоа евентуално не тангира нас, иако не директно? Па не тангира директно, но влошувањето на... Не верувам дека тие односите ќе се влошат, но очигледно ќе дојат до некоја тензија. Не е таа трансферзалата преку Истанбул па до Дамаск, таа има и своји краци, наваму на Балканот, како што рече уште Џон Кери, да не ја спомнуваме веќе таа изјава. Тоа сигурно ќе има рефлексии врз зголеменото влијание или зголемениот интерес за промена на ситуацијата на Балканот од Русија. Така што сега очекувам дека влијанието на американската политика на Балканот ќе биде посилно, дека без оглед што тие велеа дека ќе остават на Европската унија да ги реши проблемите, но со ова глобално зголемување на тензиите, автоматски тоа на некаков начин ќе се пренесе и во Македонија, Косово, Бугарија и така натаму. Ние тоа не можеме да го очекуваме. Мислам, стварно не сме толкувачи на глобалните, бидејќи не сме во Вашингтон или не знам каде, но за очекување е дека некои настани ќе има некакви реперкусии и врз односите во Македонија. Особено што ние знаеме со какво очекување овде од значаен дел од јавноста беше пречекана победата на Трамп, а особено во владеачката партија дека сега настанува нов ресет на односите меѓу Македонија и Белата куќа, но сега дел од тие луѓе се поврзани со како да кажам, зачувувањето на Башар ел-Асад на власта, бидејќи таа е легална власт во Сирија избрана. И сега која бомбардира Америка, Сирија, сега настанува конфузија. Што е сега? Кого имавме ни очекувања? Кон оној што како никој американски претседател не почнал војна во првите 60 дена од својот мандат и да добил целосна поддршка од републиканците. И сега, мислам, кајна се во една, да кажем, несватлива колизија очекувањата со настаните што случуваат. А настаните од еден претседател кој што не можеш да очекуваш што ќе направи, уште допрва ќе се усложнуваат. Не знаеме после 2 месеца што ќе биде. Може ќе ја нападне Северна Кореја. Појма немаме. Така што и тоа ќе има и реперкусии и овдека. Nëse mund të ndërhyj pak, teza ime është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndërtojnë alianca me struktura politike, po ndërtojnë strategji, raporte, domethënë, strategjike me shtete. Përcaktimi i tyre themelor është Zavisno koja postava e vo Belata kuќa. Përshtypja ime është e tillë dhe do të përpiqem ta ilustroj me një shembull, të paktën në raport me kontekstin ton aktual. Këta e them për shkak se përcaktimi dhe orientimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që të instaloj demokraci dhe të investoj në hapjen e shoqërive dhe ndërtimin e vlerave demokratike. Dhe pikërisht ky ka qenë edhe misioni i George Sorosit në Maqedoni, në Ballkan, në Europën juglindore, hapja e shoqërive. Jo rastësisht edhe instituti është quajtur Instituti Shoqërie e Hapur. Në vitin 2005 të rikthehemi pak, në Amerikë kishim administratë republikane dhe presidentin George W. Bush, ndërsa në Maqedoni kishim një qeveri të udhëhequr nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Republikanët të djathtit dhe këtu të majtit social-demokratët. E megjithatë, në interes të stabilitetit, si përgjigje ndaj sfidave në për cilat po kalonte Maqedonia në atë kohë përsëri si rezultat i rebelimit të VMRO-DPMNE-s, sa për të përkujtuar bëj fjalë për referendumin kundër organizimit territorial, pikërisht një administratë republikane shpalli vendimin për ta njohur Maqedonin me emrin kushtetues, që mendoj se është një përgjigje e qëndrueshme, ndoshta gjithmonë nuk është rregull, mund të ketë qenë përjashtim, por unë nuk e besoj, sepse përcaktimi është tek stabiliteti dhe ruajtja e sigurisë dhe stabilitetit në një rajon fragjil çfarë është Ballkani dhe Maqedonia në veçanti.
Dhe mendoj se në këtë drejtim ne nuk mund të shikojmë me një qasje aq banale dhe aq të thjesht raportin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës karshi Maqedonisë, një shtet aq i vogël kur shikohet nga Washingtoni, natyrisht me telashe të mëdha, po jo të pasgjithshme. Dhe nuk mendoj se janë tërësisht të justifikuara apo të qëndrueshme shpresat, optimizmi i VMRO-DPMNE-s karshi ndryshimit të administratës në Washington, sepse Washingtoni, si edhe të gjitha shtetet serioze, ruajnë diçka që quhet vazhdimsi ose kontinuitet në politikën e jashtme. Dhe kontinuiteti në politikën e jashtme në raport me këtë rajon nënkupton se nuk mund të mbështeten forca regresive, forca për cilat tani kemi prova publike për abuzimin me pushtetin, për erodimin e standardeve demokratike, për ndërhyrje dhe shkelje të fjalës së lirë përmes blerjes së медијаве. Мехмети, ја разбирам таа теза. Сакам да ве прашам, колку вашата поранешна матична партија, од која што се дистанциравте, е искрена во односот кон, особено кон Соединетите Американски држави, бидејќи албанците не само во Македонија, во поширокиот регион сакаат да се поистоветуваат и на некаков начин во Соединетите Американски држави гледаат некаков свој директен партнер. Дали Дуи е искрена кога вели дека е проамерикански, прозападно ориентирана? Nuk do t'i jap vetes liri për të folur për BDI-n, do thosha se në BDI, për BDI-n si tërsi, do thosha se në BDI ka individ të cilët e kanë të sinqert orientimin dhe përcaktimin e tyre pro-perëndimor, besojnë fuqimisht në aleanca, po për fat të keq përshtypja ime është se aktualisht BDI-n e dominon një strukturë oportuniste, e cila bukur shprehet në komunikata dhe në deklarata në frymën pro-perëndimore në këtë rast, më konkretisht pro-amerikane, por nuk jam tërësisht e bindur se në veprimet e veta, në pjesëmarrjen në institucione e shpreh këtë. Mund të jap dhe një shembull nga turbulencat e vitit të kaluar, kur bëhej fjalë për shpërbërjen e parë të parlamentit, kur duhej shkuar në zgjedhjet e para të 24 prillit, nëse nuk gaboj. U përfol se BDI-ja do shkonte në parlament për të votuar shpërbërjen e parlamentit pa mbështetje edhe të Lidhjes Social-Demokrate siç parashikonte Përzhinoja. Dhe justifikimi që u dha aso kohë ishte se kishin marrë aminin nga ambasada amerikane. Dhe paramendoni, kjo ndodhi në një ditë jo pune, ditë feste në Amerikë, që është Martin Luther King Day, kur ambasada këtu kishte qenë mbyllur. Kjo është, mendoj unë, vetëm një ilustrim i cili tregon se qasja për fat të keq e një grupi, aktualisht goxha të fuqishëm në BDI, është më tepër oportuniste, konjunkturale, se sa vërtet e përcaktuar në mënyrë të sinqert për të zbatuar, si thuhet, frymën pro-amerikane, pro-perëndimore në praktikë. Во овој контекст, Поповски, како ја доживувате улогата на претседателот Иванов и неговите односи со меѓународните центри на моќ, ако воопшто може да стане за негов однос со меѓународните центри на моќ? Бидејќи очигледно е дека тој повеќе ужива кога оди некаде на исток и кога оди на, не знам, Евроазиска економска унија, кога оди во Азербејџан или кога... Екзотично е. Да. А што мислите, нема да ужива да го викнат во Мадрид? Ќе ужива дупло повеќе. Само не го викаат. Мислам, тоа е основната поента. Само што ја не бе изборувал, мислам, толку многу работи се изнакажани за Иванов, но би препорачал да прочитате, да видите, да ги прочитате неговите излагања во Баку и во сега во Истанбул. За последниве зборуваат. За последниве. Добро. Значи, таа реторика што таму ја употребува Иванов е пресликување на 100%, но 80% пресликување на говорот на Виктор Орбан во 2014 година во Романија, кога тој ја промовираше пред унгарското малцинство во Романија и либералната или нелиберална, како ние да кажеме, демократија во Европа.
раскрстување со либералниот меѓународен поредок. И ова вчера, на тој председателски говор, како го нарекува тамо, и оно што беше во Баку, професорот по демократија, што предаваше на правен факултет, веќе ја промовира таа стратегија на Орбан, која оди горе до Качински во Варшава, за распад на меѓународниот либерален поредок и дека се потребни нови структурни поместување во Европа и дека со распадот, со односот кон Македонија се докажало лицемерството на меѓународниот либерален поредок, дека тоа е клучот на распадот на тој поредок е во Македонија. Така што тоа очигледно се создава со одбивањето на советите да се слушнат на нашите стратешки партнери, на Европската Унија, на председателот на Европскиот совет, што е највисок политичар што дошол овдека да му пренесе порака, дека ние одиме по една патека која не е поврзана со европските вредности. Тој вчера вели таму дека мора да се европеизира, ЕУ да го европеизира останатиот дел од Европа и соседите, а на првиот сосед Македонија, таа не сака да се европеизира. Ние не сакаме, без оглед она што сака да го направи, да ни помогне ЕУ. Така што во тој поглед, ја мислам дека тоа е една повеќе надвор од политички поврзани, што знам, дел од партијата, може би дел од структурата што ја почнала антиквизацијата во Македонија, надвор од сето тоа. Ја гледам дека кај него веќе, и веројатно кај некои други, што се идеолошки пилари на таа политика, настанува отклонување кон стандардната европска политика за демократски либерализам. Значи, тоа е невообичаено во два говора во една недела ти да ги зборуваш дека либералниот поредок во Европа се распаѓа и ние сме жртва на тој либерален поредок. Со истите зборови што ги кажува Орбан. Тоа е идеологија во која што верува Иванов или мислите дека принудно го прави сето тоа? Ја мислам дека верува сега. Верува. Да, нема. Значи, тоа кога беше со аболицијата. Тогаш вика дека нели попушти, како што попушти, тогаш ќе попушти и сега. Сосема две различни ситуации се. Тогаш беше ВМРО на власт, тоа е 2016 година. Немаше ни избори. Значи не беа ни одложени ни повтор пат изборите. Тоа беше после првото одложување, дури и пред првото одложување. Така 24 пред првото можно одржување на изборите. Значи се работеше само за една промена за тој тие што ги донесло некакви закони, уредби или укази, како ти така најправилно укази. Ама структурата на власта остана иста. А очекувањата на таа иста власт беше дека ќе добијат 60, 65, 62 пратеника, 63 колку. Не е важно. Но сега, после овие настани, после изборите од 11 декември, сега опрашање опстанокот на власта, затоа не мислам дека тој ќе се откаже. Може би на крајната линија, најпосле во некоја ситуација, тој ќе се откаже, ама не знам, но вака со овие вербални притисоци, мислам дека нема да се окаже. А ова што го прават, мислам дека верува и да повеќе луѓе претпоставувам дека се во заблуда, дека мислат дека тоа е конјунктурно или опортуно како дел од партијата на Мехмети што кажува за власта, но кај него е дел од менталното размислување за тоа каде оди Македонија наспроти Европа и зошто Европа треба да се пропадне во тие, да кажем, основни базични определби што се поврзани со името и така натаму кај нас. Мендoj se është seriozisht qetësuese që Maqedonia ose ky establishment aktual në perëndim do thosha apo në largim në ikje kërkon shpresë dhe i gëzohet ta zëm Brexitit ose paralajmërimeve për një French exit, për dalje të Francës, ose i gëzohet rritjes fuqisë apo ndikimit të këtyre forcave të ekstremit të djathtë, jo të djathta, por të ekstremit të djathtë në Europë. Duke haruar se konteksti do të thotë shumë. Se Maqedonia nuk e ka as pozicionin, as kontekstin, as
mirëqenjen ekonomike, për të lejuar Ungaria. Esakt, pikërisht ashtu. Pastaj ka edhe një punë, analizat apo anketat që u shfaqen në Britani me njerë pas suksesit të Brexitit, treguan se njerëzit në fakt nuk kanë ditur për çfarë kanë votuar, dhe ka qenë më tepër një vot proteste të përgjithshme dhe jo vot kundër US. Këtu te ne, në mënyrë të paskrupullt, bëhet manipulim tezash dhe kjo prezantohet si praktikisht hidhrim i njerëzve me konceptin e Unionit Evropian, për shkak se deponohet apo delegohet një pjesë e madhe e sovranitetit, ndërhyjet në punët e brendshme. Unë jam rrit me këtë frazën ndërhyrje në punët e brendshme të Serbisë, sepse e përdorte Miloševići rregullisht, si alibin apo arsyetimin më të mirë për të justifikuar gjitha ato shkelje që i bënte të drejtave të njerëzit me luftrat në ish Jugosllavi. Dhe ma vret veshin kur e dëgjoj tashi këtë establishment, kryesisht një gjenerate re e politikanëve në VMRO DPMNE, një pjesë madje të shkolluar jashtë, që në vazhdimsi e përsërisin këtë frazën e ndërhyrjes në punët e brendshme të Maqedonisë. Nocioni i sovranitetit sot nuk është ai që ka qenë gjatë luftës së dytë botërore dhe nuk është ai i definuar në paqen e Vestfalisë. Dhe nuk mund të flasim për një lloj sovraniteti aq të ngurtë dhe aq rigjid siç pretendon ta prezantoj tani VMRO DPMNE-ja, dhe në këtë kontekst unë shikoj edhe këtë si thuhet, këtë nervozën apo këtë histerin që ka prodhuar e ashtu quajtura platforme Tiranës, për shembull. Popuski, stalno zbori za, kako se veli to, postojano konfrontiranje i bitka za zoni na vlijanje vo svetот i to je normalna situacija. Vi rekovte, ako ostane na ova samo deklarativno izrazuvanje, nesoglasuvanje s ova što se случува u Makedonija, verjetno Ivanov ќе продолжи да си ги дава еве како ова последно интервју за ХТВ кое што го дал денеска или вчера. Но ќе дозволат ли Брисел и Вашингтон ова вака да продолжи? Имаат ли други инструменти кои што не се само реторика? Веројатно имаат други инструменти, само како да кажем, многу се зборува за евентуални санкции и така натаму. Тоа ќе би било сериозен преседан во односите со некоја земја. Се уште формално земја кандидат за членство во ЕУ. Да, ама тие, например, према своји земји членки има санкции. Да не заборавиме за настаните во Австрија, кога Јер Хајдер требаше да влезе во владата, па ја исклучи Австрија од Европскиот совет, од системот на одлучување во Европа, им ги укина еден куп таму пари што требаше да дојдат, значи ги сведоа како посматрачи во Европската унија. Па Австрија многу брзо свати дека тој не може така. Па не може така. Јер Хајдер се повлече, се направи нова влада за интерес на државата. Имаше и одредени санкции кон Унгарија. Им повлекоа пари, ги оддадоа на суд за закони за медиумите, за изборот на судиите и така, неколку случаи, па Орбан носи своји закони, но гледа тоа да не биде во спротивставеност, например како за банките што го донесе, да не биде во спротивност со европските регулативи. Значи да игра умешно, да ја промовира таа илиберална доктрина, ама да не ги нарушува законите на Европската унија. Ако треба да правите завршна анализа, може ли да антиципирате на каде ќе оди работата? Мислам дека ќе не остаат едно време да видиме дали ќе можеме ние да стигнеме до нашата 15-та година, така некако, па да полагаме тој PISA текстот и да видиме дали ќе положиме математика. До кога? До лето, до есен? Па не, мислам, стварно не би можеле. Тоа би било предвидување кои што се надвор од нашите елементарни мислам, не елементарни длабоки познавања на настаните, но она што се случуваше во овие денови и со писмата што се објавија и со Столтенберг, го гледа дека работите таму се во некоја рака завршени. Приказната пораката е испратена. Доколку вие сакате уште подолу да тонете, продолжете. Но ние ќе ви
ќе ви помогнеме не со чекори, но туку со тоа што ќе го ставиме настрана да потонете уште подлабоко. А како општеството наше тоа ќе го преживее, бидејќи ние, гледате, ние може собраниво да не се состане и до септември. Треба да се прави ребаланс на буџет, потоа треба да се носи нов буџет, треба закони да се носат. Треба да општински, да. Треба еврообврзница да издадеме во некаде во јуни и тогаш треба собранието со закон тоа се издава. Значи мора некои најобични работи кои што да се потребни за функционирањето на државата мора да се направат со собранието. Освен ако не се воведе воредна состојба, па да се распушти, па се укази да се. Како албанската заедница би се поставила кон една пролонгирана криза? Дали ми е точен впечатокот дека албанците во Македонија во моментот се спокојни? Unë mendoj se shqiptarët kanë proklamuar përcaktimin e tyre me 11 dhjetor, kur votuan kundër një opcioni shqiptar qeverisës dhe pro një opcioni që llogaritej si Maqedonas në opozit. Fakti që sot mund të kalkulojmë matematikisht me një shumicë të re parlamentare në të cilën janë përfshirë të gjitha partitë politike shqiptare, unë mendoj se nuk flet për cënim të integritetit siç pretendon VMRO-ja, po flet për përcaktim për të ruajtur integritetin, sepse e kundërta e kësaj do ishte anarki. Dalja, imagjinoni tashti nëse edhe këto shqiptare do dilnin në protesta dhe do të organizoheshin po ashtu struktura paramilitare shqiptare në teren, dhe kur do të ndesheshin ato diku në ndonjë udhkryq, ne mund vetëm të themi mos e lësho zot të ndodh një situatë e tillë. Зошто е сега спокојна албанската заедница? Или може би ми е погрешен впечатокот? Jo, unë mendoj se tek shqiptarët nuk ka një nervoz, por ka një vetëdisim, ka një maturi politike, një pjekuri pra politike, dhe nuk mendoj se do të ishte e mirë për këdo qoftë një skenë apo situatë në cilën shqiptarët do të demonstronin forma të tjera të padëgjueshmërisë. Përkundërzi mendoj se kjo lloj pjekurie politike që nuk ka të bëjë me partitë politike, por ka të bëjë me vetdijen e qytetarëve shqiptar të Maqedonisë, është argumenti më i mirë kundër të gjitha tezave shoviniste, të gjitha tezave nacionaliste, gjitha saj ksenofobie që këto ditë është duke supportuar dhe duke sponsorizuar VMRO-DPMN-ja përmes protestave në qytet. Shqiptarët nuk duan as konfrontim, as ta marrin shtetin, as ta federalizojnë madje shtetin. Shqiptarët kërkojnë institucione stabile, transfer të qetë të pushtetit dhe ecje para në drejtim të integrimit. Добро, благодарам вечера што бевте мој гост. Ве поканувам да ја одгледаме и саботажата на Сречко Поповски. Вербалните креации на квазианалитичарите од ВМРО-вски происход стасуваат до ниво на високоморални експликации за особините на врвните европски политичари, чија единствена грешка е што отворено говорат за карактерот на владење на единствените личности, блиски до нивната партија и нивниот лидер. Ликчиња од типот на Јункер, пијандура стара онаква како што сме го гледале на X видео. Ама тоа не е, јас сега да... Тоа е срамнота кој ќе ги видите... Кој ги шамара. Срамота! Срамота, човекот не изгуби. Изгубени во времето се само оние кои своевремено беа жестоки противници на тоталитарноста и низ својата уметност пропагираа слободоумност, изразувајќи презир и кон фашизмот и кон комунизмот како две различни страни на една иста монета. Звучи парадоксално кога тие сега се главни пропагатори на автентичните вредности на автократските и недемократските режими. За мене е херој и би го продолжил за доживотен председател како Тито, например. Не разбирате ли, навистина? А сепак ние комуницираме. Навистина, да. За разлика од овој партизански дух кој се вградува во ВМРО-вското ткиво,
Нивниот опозит од Црвено Куманово влегува во монархистички филм, па за својата загрозена општествена позиција се реферира на четничкото движење и на опсадата при апсењето на Чича Дража. Операцијата трае повеќе од 20-25 дена, ја е најавила и ја се крсти во оваа операција Клопка за генерала, така е крсти, јас тоа е моје име, бидејќи сите акции имаат свој некој титулар, бидејќи ова е една организирана бандитско-олигархиска прогон на општина Куманово, се со цел да се окаја општината, локалната самоуправа, градоначалникот и се она што е повеќе со локална управа. Желбата за персонификација со историски фигури е природна за разлика од извештачениот обид на политичките конвертити. Сопствената незаборавна трансформација со леснотија да представат како влијание на зачудувачката моќ на освестеноста, па покајнички го признаваат незиното значење, свесни за силата на новата вистина во која безпоговорно веруваат. Некој кажува 100 пати повторена лага станува вистина, значи ја открива дефиницијата кај е клучот на него, на тоа што го мачи, што му е проблем и повторно верува. Откако 100 пати ќе чуе таа вест. За тоа како од внатре изгледа партиската машина која жестоко и 100 пати ја меле. Атмосферата се пренесува од член на член, од симпатизер на симпатизер, за да се добие импресивен впечаток за тоа како таа влегува, а како излегува од Центарот за комуникации. Тоа е, право да кажем, аптека. Луѓето таму работат со бели мантили. Сето се работи подземни, влегува возилата, рестовара, таму се класира сето тоа и излегува перени и така натаму. И на крајот, за цврстата лојалност со која партиската омраза кон традиционалната сина боја е мотив за луцидно префарбување на една клубска историја. Значи, овој стадион е на општината, овој стадион е на Република Македонија, а бојата на Република Македонија е црвено-жолта и така да столчињата ќе останат изфарбани црвени-жолти. Овој патриотизам и фанатична партиска приврзаност е само попатна мисија за остварување на веројатно огромната желба на директорот на Штипски водовод и председател на Штипска брегалница да ги замени двете столчиња со однапред резервација на посакуваната фотелја. Тоа беше се за вечерва. Се гледаме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно!